понеделник 10 ноември, кратки вести во 12 часот. Поголема група кучиња веќе подолг период е присутна во центарот на градот и на потегот по Кеј Македонија. Граѓаните неодамна реагираа на оваа состојба преку допис до редакцијата на Супер Радио и побараа одговорните да преземат мерки за да се среди проблемот. Во битката за храна изгладнетите бездомни животни најчесто се движат во група. Охриѓани коментираат дека ни треба системско и трајно решение и не ја исклучуваат и можноста овие кучиња да се туристи кои со возила се носат од други градови. Апелираат до надлежните конечно да се реши проблемот со кучињата скитници. Периодов наназад започнаа зафати за реконструкција на една од најпрепознатливите куќи во стариот дел на Охрид, куќата на Крапчевци, лоцирана на југ од црквата Света Софија. Ова е една од најкарактеристичните куќи со својата западна фасада, која е употребена за модел за изработка на улични фенери поставени во стариот дел на Охрид. Куќата е целосно и автентично зачувана и реставрирана. Објектот бил изграден во втората половина на 19-тиот век и се вели дека на него мајсторите градители постигнале вистинска хармонија во градбата со неправилна основа што има приземје и два ката, од кои секој нареден е поширок од претходниот. Поминаа 3 месеци, а се уште нема трага од бугаринот Илија Танчев кој исчезна при нуркање во Охридското езеро. Се претпоставува дека телото би требало да биде на длабочина од 80 до 100 метри, но никој не може да претпостави точно каде, изјави неодамна за Супер Радио професионалниот нуркач Александар Ацев од Битола, член на спелеонуркачкиот клуб Врело, кој нурка со години и бил дел од бројни меѓународни експедиции. Граѓанско здружение од Бугарија неодамна на клубот за подводни дејности Охрид од Охрид му донираше подводен дрон кој може да се спушти до длабочина од 200 метри и се очекува да се искористи во потрагата по Танчев. Времето денес претежно облачно со повремени локални врнежи од дожд, дува слаб до умерен јужен ветер. Максималната температура во Охрид до 13 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.